Добар ден. Прво издание на Дневникот. Денес Македонија ја продолжува традицијата за масовно пошумување. Засади успех е мотото на овој ден на дрвото. За ова и другите актуелности гледајте по кратката најава. На 250.000 садници денес се засадени во источниот регион. Акцијата Ден на дрвото засади ја својата иднина, секоја година добива се помасовна граѓанска поддршка. Фолклористот Димитар Узунски ќе добива национална пензија заради посебниот придонес во развојот на уметноста и културата во Македонија. Општина Кочани организира хуманитарен концерт на 11 декември за помош во лекувањето на младата кочанчанка Ленче Манова. Утре хуманитарен концерт ќе има во дискотеката Пулс во Кочани. Штип со најголем број садници на истокот се вклучи во Денот на дрвото. 120.000 садници се засадени денес во Штипско на локацијата Новакова чешма. Штип е град со малку зеленило, па секоја садница значи многу. Беше кажано на денешната масовна акција на која најбројни беа учениците. Под мотото "Засади успех", денеска на повеќе локации во источниот регион се засадија над 250.000 дрвца. Штип во регионот со најголем број на садници се вклучи во акцијата. Задоволство е да се присуства на одбележување на еден ваков ден заедно со многу млади луѓе, со голем број на пријатели да се учествува во одбележување на Денот на дрвото. И понатаму како влада ќе продолжиме да посветуваме големо внимание на зачувување на природата и ќе продолжиме со одбележување на овој ден. Значи денеска во околината на Штип, Ватерот на Ново село и Новакова чешма, засадуваме багрем, имаме и црн бор. Битно е да нагласиме дека дрвета се потребни, затоа што тие се бели дробови на планетата Земја. Тие едноставно ни даваат кислород и облагородуваат природата, а и птиците гнездат на тие дрвја. Во летниот период ја променуваат и климата. Ние немаме резервна планета, тоа е единствената, и Македонија е меѓу ретките земји во светот која толку многу е посветена да се засади некој регион со нов насад. Бидејќи овој терен каде ние денеска пошумуваме пред 6 години беше зафатен со голем пожар, благодарение на ангажманот на јавното предпријатие Македонски шуми, потош единица Серта Штип, дел е пошумен, со бори со чемпрес. Мислам дека багремот е многу благороден, ќе се фати. Тоа има доносно растение, така да тука има доста пчелари и мислам дека во крајна линија ќе ја промениме малку и климата во нашиот град. Мислам дека сите граѓани од Штип во иднина треба да излегуваме и ова да ни биде, да кажеме, како еден празник на сите нас, затоа што Штип не е многу пошумен град и ќе имаме многу работа следните 100 години. И пратениците од третата изборна единица редовно се вклучуваат во акцијата. Пратеничката група на ВМРО ДПМН континуирано учествува во акцијата Денот на дрвото. Еве и годинава под мотото "Засади успех" продолжуваме заедно со владата, со локалната самоуправа и со граѓаните на Штип да ја садиме иднината на Република Македонија и на нашиот град Штип. И кога ќе го видиме ова место кое пред 3-4 години беше пошумувано, гледаме дека веќе има успех. Евидентни се резултатите, евидентни се дрвцата кои се посадени пред некое време и така да не прави посебни горди и не мотивира и понатаму го прави мислото. Освен на Новакова чешма, јавното предпријатие ИСАР преку соодветни екипи садеше садници низ целиот град, на спојницата Баби Сињак и низ парковите, со што се збогатува дрвениот фонд. А во Пробиштип денес се засадија 8.000 дрвца багрем и црн бор на околу 2 хектари на локацијата кај село Кундино. Преку оваа акција во Пехчево беа пошумени 13.000 садници бор на местото Буковиќ, а ќе се сади низ градот Пехчево на локацијата до градскиот стадион. Во Делчево и Македонска каменица денес се садеше багрем и црн бор на површина од 5 хектари, а во централните подрачја беа засадени декоративни растенија. 12.000 дрвца беа засадени во овие општини денес, а во акцијата се вклучи и заменик министерот за информатичко општество Тимчо Муцунски.
Кога цел света во Париз разговарајќи за што да се направи со климатските промени, соодветна агенда да се воспостави за подобрување на глобалните текови во оваа област, ние во Република Македонија даваме конкретен пример за како се шири еден поширока општествена одговорност во делот на животната средина. Денот на дрвото засадија своите иднини, една акција која што е традиција на владата на Република Македонија, еден подолг период, веќе неколку години назад, од најголемата општина до најмалата, даваме свој придонес за идните генерации, за подобрување на животната средина и за на некој начин и подобрување на општата благосостојба во Република Македонија. Општина Делчево секоја година е активно вклучена во акцијата Засадија својата иднина. Ние сите се залагаме да општина Делчево да биде поубав град, значи да имаме што повеќе зеленило, така да сме активни учесници во тоа и така ќе продолжи во иднина. На подрачјето на Каменица, Македонски и Делчево се засадени околу 5 хектари со садници од 12.000. Главном багрем, црнбор и декоративни садници во парковите во Македонска Каменица и во Делчево. На 4 локации во општина Кочани денес се засадени околу 6.000 садници, во најголем дел багреми, но и декоративни дрвца. Процентот на успешност од претходните акции во Кочанско се цени со успех над 70%. Локацијата на улицата 1 мај, каде што заедно со местното население засадивме оплеменети дрвца, заедно со комуналното предпријатие Водовод. Локацијата кај Колерски гробишта, каде покрај манастирчето Свети Димитрија засадивме чемпрес и багрем. Локацијата на Пониква, каде што професионалците од македонски шуми засадија племенити дрвја, и овде локацијата која што е најблиску до фабриката за вода, каде што засадуваме пред се багрем. Министерството за животна средина, како и секоја година и како еден од координаторите на почетокот на акцијата Ден на дрвото, и оваа година ја поддржува акцијата. Јас сум денеска присутна во Кочани по трет пат и навистина сум среќна што сите граѓани на Кочани даваат поддршка на акцијата, засадија својата иднина и се надевам дека таа ќе продолжи во иднина како таква акција и ќе ги даде резултатите и идните помлади генерации ќе можат на некој начин да бидат горди на сите нас што ја спроведуваме оваа акција за една позелена и поубава Македонија. На вакви локации каде што имаме масовно засадување од граѓаните, одеме со поголем број на садници. Значи тоа се садници од 3 до 4.000 садници на хектар, така да и покрај тоа што може некогаш да се појави некој успех, али бројот на садници овозможува да имаме една нормално развиена шума. Така да овие акции можам да ги речем со процентот над 60-70% се успешни. Вработените во општинската администрација и во јавното комунално предпријатие Солидарност, како и вработените во Македонски пошти, денешната акција во Виница ја искористија за пошумување на просторот околу градската депонија, додека средношколците заедно со Македонски шуми го оплеменуваа голиот рит над место викано Превалец. Акцијата во Виница ја следеше и министерот за здравство Никола Тодоров. Општина Виница и јавното предпријатие Солидарност Виница активно учествуваат во денешниот ден и во засадување на дрвца. Ние традиционално засадуваме дрвца или на филтер станицата, или на градската депонија, или во градскиот парк. Оваа година засадувањето го извршивме на градската депонија во Виница, каде засадивме неколку дрвца од типот платан. Колку ќе се грижиме за природата, толку и таа ќе се грижи за нас. Така да ова е една многу благородна акција која што ја поздравувам и со задоволство се вклучуваме. Оваа година ќе се засадат 51.000 садници боров насад на површина од 12 хектари. Сакам да кажам еден факт. До сега од сите 16 акции, околу 90% од насадите веќе се влезени во шумскиот фонд на подружницата во Виница. Тоа може да се потврди и од денешното учество, како на најмладите, така и на повозрастните. Мотото на овогодинишната акција е засади успех и се надевам дека сите садници, кои што се во голема бројка, ја спомена градоначалникот бројката, ќе бидат успешни и Виница ќе има бенефит од оваа благородна акција. Символично во акцијата Ден на дрвото се вклучи и Брегалничката епархија. Храмот посветен на Свети Климент во штипската населба Сењак секојдневно хортикултурно се уредува.
Ова година символично засадивме едно дрвце тука во храмот Свети Климент Охридски во населбата Сењак, но поентата е нешто повеќе. Ќе го споменам нашиот веќе упокоен архиепископ господин Михаил, кој ми беше и професор на факултет. Тој велеше еден ден, ако не засадиш дрво, не прочиташ една книга и не запознаеш пријател, тоа ти е изгубен ден. Фолклористот Димитар Узунски влезе во новата група корисници на национални пензии. Тој наградата ја доби заедно со уште 4 своји колеги. Националната пензија Министерството за култура ја доделува за посебен придонес во развојот на уметноста и културата во Македонија. Фолклористот Димитар Узунски се здоби со уште едно големо признание од Министерството за култура. Тој заедно со актерката Мајда Тушар, писателот Фейзи Бојко, музикологот и композитор Костадин Костадиновски и писателот и есеист Васил Тоциновски се најде во новата група на корисници на национални пензии кои ги доделува Министерството за култура и владата на Република Македонија. Денес има можност да поделам 6 нови решенија, и тоа на Фейзу Бојко, реномиран писател за деца, Костадин Костадиновски, музиколог и композитор, Васил Тоциновски, писател, есеист, критичар, книжевен историчар и преведувач, Доне Милјановски, академски ликовен уметник, Димитар Узунски, фолклорист, раководител на фолклорната група Копачка, село Драмче, Делчевско. Најголемиот допринос кој што го даде фолклористот Димитар Узунски е последниот успех на Орото Копачка, кој во текот на изминатата година влезе на репрезентативната листа на УНЕСКО за нематеријални светски културни наследства. Врв на моето постигнување е представувањето и издигнување на нашето Оро Копачката на ниво на национално културно богатство од посебно значење за Републиката и врв сепак е влезот на Орото Копачка во УНЕСКО, што е прво наше македонско оро во признаено и влезено во репрезентативната листа на УНЕСКО. Инаку носителите на оваа национална пензија месечно ќе добиваат износ колку што е разликата од нивната пензија до највисоката пензија која се исплаќа во Република Македонија, таа изнесува 35.000 денари. По повод 92 годишнината од раѓањето на големиот штипски поет Ацо Шопов, општината организира рецитаторски надпревар на негови стихови и групна посета на спомен собата посветена на Шопов во националната установа Центар за култура, која го носи името на великанот на македонската поезија. Во пресрет на 20 декември одбележувањето на родениот ден на штипскиот поет, револуционер и академик Ацо Шопов, општина Штип организира неколку активности. Меѓу останатите предвиден е надпревар во изразно кажување или рецитирање на неговата поезија. Рецитаторскиот надпревар ќе се случи токму на 20 декември во Дом на млади. Домот на културата кој што го носи името на Шопов, во своите рамки ја негува таа традиција со спомен собата на Шопов и затоа еве се дава можност таа недела до 20 декември да собата биде отворена со можност еве секој што сака да ја посети да има прилика да го види тоа. Оние кои што досега не биле таму. Панајотов истакна дека пријавувањето на надпреварот, кој ќе трае до 15 декември, може да биде од страна на ментори или самостојно по електронски пат. Освен рецитирањето на стиховите на Ацо Шопов, предвидена и организирана посета на спомен собата која се наоѓа во националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип. Ќе реализираме една вечер во која што ученици од основното, средното, студенти и почитувачи на делото на Шопов ќе имаат можност да кажуваат, изразно да кажуваат стихови од Шопов по нивен избор, со музичка придружба или без музичка придружба, и сето тоа ќе биде реализирано во Домот на младите со програма која што претходно ќе потсетува на се она што Ацо Шопов даде како придонес во општествениот живот, во поезијата, литературата воопшто и дипломат секако. Посетата на спомен собата на Ацо Шопов ќе се организира групно според распоред подготвен по претходно најавување на точниот термин. Под мотото Хуманитарен пулс за Ленче Манова, утре во дискотека Пулс во Кочани се планира голем хуманитарен концерт, на кој учество ќе земат познати кочански музичари и бендови.
Концертот започнува во 21 часот, а влезницата изнесува 100 денари. Со цел да го подржи лекувањето на Ленче Манова и општина Кочани организира хуманитарен концерт на македонската етногрупа Монистра. Концертот ќе се одржи на 11 декември во Центарот за култура Бели Мугри. Општината ги повикува сите граѓани што имаат можност да го проследат концертот и да помогнат во спасувањето на младиот живот на Манова. СВР Штип поднесе кривична пријава за тешка кражба против двајца штипјани на возраст од 21 и 23 години. Осомничени се дека ноќта меѓу 9 и 10 ноември со употреба на подесен алат го демолирале стаклото на товарно моторно возило, паркирано на улица Браќа Даневи во Штип и од него одзеле поголема количина на кафе и бомбони, при што направиле штета од 63.570 денари. Француската полиција во париското предградие Сан-Дени уапси жена за која се вели дека е во директна врска со помагачите на еден од обвинетите за терористичките напади од 13 ноември. Според извори на истрагата, 25-годишната жена е партнерка на претходно уапсениот маж во предградието Малаков, кој досега на полицијата и бил познат како дилер на дрога. Но според информациите, тој соработувал со Джафт Бендаут, единствениот кој прелиминарно е обвинет за нападите во Париз. Бендаут пред апсењето признал дека му обезбедил за солниште на Абут, но негирал дека знае за нападите. 5 лица се ранети во експлозијата на најверојатно импровизирана граната во близина на една постојка на подземната железница во Истанбул и не се потврдени претходните информации за едно загинато лице, соопшти градоначалникот на општината. Експлозијата одекна по 17 часот по локално време, во време на сообраќајниот шпиц во областа Байрампаша на европскиот брег од Истанбул, кој изминатиот период беше сцена на бомбашки напади на екстремистички групи и големи полициски акции, во кои беа уапсени стотици осомничени припадници на тие групи. Во обид да употреби смртоносно оружје против непријателот, непознат човек за кој се смета дека е член на Исламска држава, се разнесе сами од себе. На шокантното видео кое е објавено и на YouTube е прикажано како човек сака да испука граната низ дупка направена на ѕидот, но додека нишани таа експлодирала во неговите раце. Не е познато каде е снимено ова видео. Две победи и еден пораз е билансот на кошаркарската екипа на Баскет Кам Рудник САС од Македонска Каменица во рамки на изминатите надпревари, кои се играа во М16 и М14 младинските конкуренции. Девојчињата имаа настап во Скопје, каде го поразија домашниот тим на Шкупи со 39-16. Најдобар поединец кај тимот од Македонска Каменица беше Стефанија Георгиевска со 13 постигнати поени. Во М16 машка конкуренција со убедливи 85-35 Баскет Кам Рудник САС славеше на тимот на Феникс од Скопје. Најдобар поединец на овој надпревар беше Александар Тодоровски со 14 поени. Пораз доживеа младинците кои се надпреваруваат во машка конкуренција М14, тие загубија од тимот на АБА со 67-37. Најдобар поединец во оваа конкуренција беше Стефан Гоцевски со 15 постигнати поени. Надпреварите во младинските лиги продолжуваат овој викенд. Во конкуренција М14 мажи, тимот на Баскет Кам во следното коло му гостува на тимот на Академик. Во женска конкуренција, кошаркарките на Баскет Кам овој викенд играат на домашен терен против тимот на Јуниор. Овој викенд свој надпревар играат и кошаркарите во М16 машка конкуренција на домашен терен. Тимот на Баскет Кам Рудник САС ќе го пречека тимот на Вардар. Ова е се во првиот дневник, второто издание во 20 часот. Ви благодариме на вниманието.